Една навистина убава, но и едукативна еколошка тема кога станува збор за текстилниот отпад, имено истиот доколку не се одлага соодветно, представува навистина голем проблем за животната средина, со оглед на тоа дека е чест проблем во светски рамки, не само кај нас. Може да се напомене делот каде што сета онаа облека која што ја имаме ние граѓаните, со оглед на тоа дека и не се одлага соодветно, завршува на депониите, па дополнително представува навистина еколошки проблем, односно проблем за животната средина, има негативен ефект врз истата. Што представува текстилен отпад поточно и како правилно да го одлагаме истиот? Ово утро разговарам со господин Фирус Мемет, кој е колективен постапувач за отпаден текстил. Да му посакаме добро утро. Добро утро и поздрав до гледачите на телевизија Телма. Веднаш на самиот почеток ќе прашам што поточно представува текстилен отпад? Текстилниот отпад, како што кажавте, генерално представува се што спаѓа во категорија текстил и кој е користено некош за било кои цели, потоа го одлагаме и тоа е дефинитивно отпад. Како гардероба, теписи, килими, завеси, сето тоа спаѓа во ракавици и ред работи спаѓаат во текстилен отпад. Доколку не се одлага соодветно, представува навистина голем проблем, но колку е голем проблемот кога се одлага текстилниот отпад заедно со комуналниот отпад? Така, значи Законот за посебни текови на отпад и проширена одговорност ја регулира оваа материја, донесен е во сила од јануари 24 година. Согласно Законот за проширена одговорност и следење на тековите на отпад се регистрирани 4 колективни постапувачи во Република Македонија, меѓу кои сме и ние, како Екотекс груп. До сега имаме некаде стотина комитенти, тоа значи дека сите кои генерираат отпад, како што се производители на текстилни производи, конфекциите, бутиците, се должни согласно законот да се во системот, односно или тој еколошки надоместок да го плаќаат кон државата, или да бидат членка, како што сме ние, еден од колективните постапувачи, се со цел да се остварат националните цели. Тоа значи дека кога влегуваат во систем сите овие субјекти што ги наброив, тогаш колективниот постапувач согласно евиденциите што ги пријавуваат е должна кон Министерството за животна средина да ја пријави сите количини и на крајот на годината се сублимира сето тоа и се следи текот на одлагање на текстилниот отпад. Тоа значи дека за остварување на националните цели треба секоја година се поголеми и поголеми количини да се одлагаат на соодветен начин, односно да се третираат. До сега имаме склучено и договори со општествено одговорни општини, како што се прва општина која склучува договор беше општина Штип, потоа Зрновци, Виница, Кавадарци, Неготино, скопски општини би ги наброил, Рачиново, Сарај. Еве, вчера подпишаме договор со општина Карпош, денеска се надевам ќе подпишеме и со општина Центар. Тоа значи дека преку општините ги одредуваат локациите и ние ги поставуваме контейнерите каде граѓаните треба да го одлагаат текстилниот отпад. Тоа значи дека целта е на граѓанскиот сектор да му се посочи како да го одлага текстилниот отпад. Имавме прекрасна едукација во општина Штип, беа опфатени сите основни училишта. Едукаторите беа од самата општина Штип, се залагаа многу и беше многу интересно. Ефектот е голем. Имавме настана 22 мај во Неготино, кај што се организираше исто така акција за собирање на пред се беше едукативна целта, меѓутоа и се собраа одредени количини на текстилен отпад, беше прекрасно. Значи, чекор по чекор, сето тоа заедно со граѓанскиот сектор, со општините, сакаме тоа да го внесеме во систем за да не се одлака несоодветно текстилниот отпад. Во тие општини каде што има поставени соодветни места за одлагање на ваков отпад, дали може да се остава секаква облека? Зборувам во однос на тоа дали може да се носи, да се фрла и нова, или носена нова, или пак само оштетена и скината? Текстилен отпад е категорија која веќе не се користи. Сега, имаме ситуации каде во одредени бутици, одредени производи стојат подолго време, не се продадат, не е тоа расипана роба, меѓутоа е веќе во категорија на отпад. И тој се соодветно одлага во кантички кои ги веќе даваме, некаде над 100 се дадени во одредени бутици, продавници на текстилни производи и тука го одлагаат. Потоа ние организираме, тоа го собираме. Граѓанскиот сектор, преку контейнерите кои ги поставуваме, тие се културно обележени, со посебно лого и се кажува дека
само за текстилен отпад. Двостепена заштита имаат, значи се одлага текстилниот отпад во нив, нема можност да влезе странка или било кој да го буричка, да го расфрла по улици и така натака. Потоа, од кога се наполни контейнерот, наши соодветни лиценцирани компании имаме ангажирано, поминуваат и го собираат тоа и го одлагат на соодветен начин. Целта е, пак ќе кажам, значи граѓанскиот сектор преку едукација, преку вас како медиуми, сите помалку да даде чинители кои сме во оваа животна средина што не обкружува, да дадеме придонес да тоа го соодветно одложуваме на соодветен начин за да не ја загрозуваме животната средина. Бидејќи напоменавте дека има во неколку општини соодветни места за одлагање на овој отпад, доколку некои жители не живеат во тие општини, каде да го одложат отпадот, доколку имаат текстилен отпад? Доколку има организирано, да речеме, има стамбени единици кај што се со повеќе од 20 станари и кажуваат дека имат одредени количини, имаме наш телефонски број, праќаме екипа која е лиценцирана за таа работа и го собира на соодветен начин. Меѓутоа, најдобро би било обележените контейнери, општините кои ги поставуваат, тамо да ги одлагаат. Тие се на јавни места. Пред се, јас како што имам информации, општините ги лоцираат тие контейнери во училишни дворови, затоа што тука дечињата пак гледаат обележен контейнер за текстилен отпад, кој ќе појде дома кажува: тато, мамо, немојте веќе да фрлате текстилен отпад во комуналните кеси, него ќе го одлагате во контейнери, така да полека се надевам дека ќе фатиме ритм со оваа работа сите. Се разбира дека ќе има, верувам, бенефит од самите поставени контейнери со оглед на тоа дека се поставени во училиштата, верувам, и самите дечиња, помладите генерации ќе ги научат и повозрастните како да се одлага соодветно самиот отпад. Иако целиот разговор беше на некој начин порака до нашите гледачи за правилно одлагање на отпадот, пред самиот крај која е вашата порака до нив? И се разбира уште еднаш сакам да го потенцираме, да ги потенцираме самите негативни последици, односно негативниот ефект од одлагање на несоодветно на овој отпад. Составот на сите текстилни производи е од полиестер, памук, синтетички влакни и така натака. Тие материи што ги спомнав се тешко разградливи и бавно се разлагаат. Значи треба долги години да се разложат. И тоа разлагање кое се случува во почвата останува тука. Понира низ почвата, низ водите, подземни и така натака се шири. Значи не е добро да се одлага на депонии или било каде текстилниот отпад. Затоа што прво биолошки тешко разградлив и долги години треба да се случи. Но доколку правилно се третира, доколку сето тоа како што кажав, сите помалку чинители во оваа работа придонесеме, тогаш тоа ќе го надминеме. Само за ваша информација или информација на гледачите дека во текот на 24 година ние собравме некаде околу 400 тони. Значи не е мала количина, но далеку сме од бројката која треба да се собере. Зборувате во Македонија? Во Македонија, да, во Македонија преку овие, како што кажав, училишта, општини, текстилните фирми кои имаат договори со нас, сето тоа во тековната 24 година некаде поточно некаде 360-380 тони текстилно отпад, што е добра цифра. Задоволни сме за почеток, меѓутоа се надам дека оваа година таа бројка ќе надминеме. Благодарам многу за одвоеното време и навистина ми беше драго што имавме можност да дадеме еден ваков едукативен дел на гледачите. Благодарам и на вас и секој време ви стоиме на располагање. Уште еднаш, голем е доприносот на медиумите во оваа работа. Ве поздравувам и ве охрабрувам и други комитенти кои имате да ги посетувате училиштата, општините и така натака. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Говоревме на вистина важна и едукативна општествена тема за правилна селекција и одлагање на текстилниот отпад, кој за жал му треба на вистина голямо време, односно многу време да се разгради во самата почва, па токму тоа несоодветно одлагање на вистина представува еколошки проблем, односно голем проблем и негативен ефект има врз животната средина.